Од Министерството за транспорт и врски на денешниот брифинг со новинарите појаснија дека во случајот со спорното земјиште немале законска можност да го запрат оформувањето на градежната парцела, бидејќи таму не се планирале објекти од јавно значење и затоа законски морале да го продадат земјиштето. Продажбата на државното земјиште со површина од 9000 квадратни метри е направена според Законот за градежно земјиште по цена утврдена во уредба донесена од владата во 2016 година, која важи за физички и правни лица. При тоа е земена по високата цена која е утврдена за деловен простор од 312 евра, а согласност за законитост даде и државниот правобранител. Поранешниот член на Советот на град Скопје Слободан Близнаковски вели дека државата потфрлила со тоа што наместо да го земе плацот и да го дооформи, а со цел да го реши проблемот со паркингот, сега се однесува индиферентно и дозволи да се градат огромни станбени и деловни објекти. Наместо со ДУП државата да направи пренамена на ова парцела, да предвиди катна гаража, каде што би го решила проблемот со паркирањето во централното градско подрачје и би го решило проблемот со загадување на градот Скопје. Они дозволуваат дополнително да се загади централниот дел на градот и воедно да се изгради една огромна 60 катница. Македонската православна црква да се откаже од парцелата и наместо згради таму да се изгради парк барат од одва иницијативата кои појаснува дека во време на аерозагадување така ќе придонесат кон поквалитетен живот на граѓаните. Тие катници, 60 катници или 40 катници ќе створат хаос во овој дел на градот. Значи, ние граѓаните сме свесни дека после ова веќе нема спас за градот. Значи, овој е моментот кога треба да покажат со дело што значи да бидат со својот народ. Што е тоа што ќе се изменува и дополнува во новиот урбанистички план ќе се знае откако ќе заврши анкетата во која ќе бидат вклучени јавноста и експертската фела, вели градоначалникот Саша Богдановиќ. Освен да кажам парцелата која што се наведува, знаете дека има неколку куќи кои што се приватна собственост од 50-60 години. Значи треба да се седне со тие луѓе да се разговара што сакаат во нивното мало. И они треба да си го кажат на крајот. Ние сите не интересира градот Скопје, центарот на Скопје, но пред се луѓето кои што живеат секојдневно таму, кои што ги користат инфраструктурата, кои што имаат проблеми со нерешавање, да кажам, долго време на тие инфраструктурни проекти, баш заради да кажам лоши планови кои што биле донесени, мора да бидат прашани да си кажат. Колку станови идучени ќе добие Македонската православна црква во новиот објект спроти ГТЦ ќе се знае кога финалниот проект ќе биде готов, тврдат од фирмата МГ Fashion кој заедно со фирмата обновители ја купија државната локација спроти градскиот трговски центар. Но најавата дека тука ќе се градат висококатници најде на остри реакции во јавноста, но и експертската фела, која укажува дека треба сериозно да се разгледа што и како таму ќе се гради.